Во текот на 2020 година во библиотеката има вкупно запишани 3283 члена. Барем така пишува во извештај. Ако во Куманово, колку што знам, има околу 15.000 ученици. Значи, и основна школа, и средна школа. А да имаме само 3200 членови во библиотека, тоа е само околу 20%. Уште повеќе што во овие 3200 влегуваат и студентите, влегуваат и возрастните членови, и пензионери членови, значи помалку од 20% од учениците се членови на библиотеката. Во врска со бројот на членови, значи разликата во бројот на членови се однесува на, да кажам, на бројот тука во оваа евиденција кога се зачленуваат имаме членови предучилишни деца, ученици од второ деление кои што не плаќаат членарина и кои што ги водиме во евиденција. И затоа е таа голема разлика во, да кажам, во бројката. Инаку соработуваме со она што пред малку спомнавме, учениците читаат, но таа бројка нели зависи е релативна. Во овој случај имаме соработка со сите основни и средни училишта. Зачленуваме членови, значи носиме директно понуди до сите основни и средни училишта, така да имаме голем број на членови. Не знам зашто нели оваа бројка е мала според вас. Значи, немав намера никого да навредам, дофрлив на колегата, се извинувам, еве сега ќе кажам. Навистина, колеги од опозиција, денеска сте, како дадовте 5 на директорката за репрезентација, јас ви давам 3 за математика, ма 2, 2+. Денеска сте слаби со математика, ма ептен. Не, после ќе одговорите. Значи, обични математички операции имало потреба од 2 албанци, еден дошол, па сега зашто еден? Значи, 2 минус 1 се 1, ма нема ни ќе падате на испитот, нема ни да положите математика, така да се преиспитате. Јас дискутирам сега. Што се однесува до математиката, другите исто математички операции, директорката можеби во моментов заборави, кога ви одговори дека треба да правите разлика меѓу бројот на запишани членови. Не кажа во почетокот, само ги спомна малите дечиња кои не се членови, тоест се членови, ама не плаќаат членарина, па затоа што не плаќаат членарина не ги водат како членови. Тоа е едната мала разлика, и тоа не се 10, тоа се многу повеќе. Сите запишани во прво, во второ одделение, во предучилишно, тоа е едно. Нашата директорка, почитувана, го има проблемот што го имаат неколку наши успешни директори и се надевам дека ќе го разреши тој проблем. Добро работат, слабо се фалат.